Исто така сакам да искоментирам вчерашната одлука на владата во делот на откупот на грозјето, бидејќи повторно немаат слух за проблемите на лозарите, немаат ни слух ни за проблемите кои што ги имаат и винариите и откупувачите. Ова мерка за 2 дена за Смедеревката не значи ништо, тоа е мерка ради мерка, колку нешто да се преземе, но ниту за откупот на грозјето не значи ништо, ниту за лозарите. И не е точно дека црното грозје е откупено. Ако излезат министерот, заменикот и сите служби од тука на терен, како што сме ние постојано, и овој викенд сегнали с Македонија, сведоци сме на тоа дека црното грозје уште е по нивите. Ниту е соберано, ниту на луѓето им е платено, ниту се плаќаат оштети, ниту некој овде има стратегија како да работи. Затоа последен пат инсистирам дека неопходно заради заштита на целиот овој сектор, итно, веднаш, владата мора да донесе одлука за интервентен откуп, ако има пари за се и се што во државата и за панорамски тркала, мора да се откупи целото грозје од страна на државата преку мерката од членот 37 од Законот за земјоделство и рурален развој, со барање на министерот до владата и да се заштитат и винариите и лозарите. И е потребно ова министерство да гради долгогодишни планови, да ги следи светските пазари, да ги следи берзите, да има анализи колкави се залихите, колкави се цените, колкова е побарувачката за вино надвор од Македонија. И она што е клучно е што ние во државата и покрај ова министерство имаме повеќе, околу 5 министри за странски инвестиции, имаме 30 економски промотори, еден куп на амбасадори, многу други сектори, вклучително и сектори во Министерството за надворешни работи, во Министерството за економија, и несватливо е граѓаните од джеб да плаќаат илјадници луѓе, функционери со своји кабинети, со луксузите кои што ги користат, а да во Македонија секоја година се повеќе и се затвараат пазарите. Потребна е многу поголема и директна поддршка на лозарите, интервентен откуп на грозјето, и потребно е државата веднаш да се фокусира на обезбедување на пласман и на нови договори за извоз на земјоделските производи во странство. Благодарам.